Вистинските ризици за здравјето и животот доаѓаат во јануари, највеселиот и најпразничниот месец во годината. Речиси сврзаните празници во период од 20 дена, обилната храна и постојаната пополнетост на фотелите и креветите директно носи во неизвестност. А посебно препорачуваме на сите наши сограѓани, посебно оние кои веќе се физички активни, да не ги заборават активностите за време на празниците, а оние кои не се активни да почнат барем на празниците во слободните денови физички да рекреираат, секому според годините и според она колку што може. Некои да спортуваат, некои да рекреираат, некои да вежбаат. Верувале или не, но за само неколку дена секој од нас тежината може да ја зголеми енормно. Таа умереност често знаеме на празниците да ја во однесувањето да ја нарушиме со нашето однесување, така да таа може да се претвори, како што рековте, во опасност, во кошмар, уште полошо и така натаму. Токму и поради ова статистиката за месец јануари е најсмртоносна. Така во последните 3 години кај нас од различни причини годишно умираат помеѓу 18 и 20.000 лица. Просечно на месец тоа е околу 1600 лица, но со исклучок на јануари. Ниските температури и кардиоваскуларните проблеми се најголема причина за смртта во зимските месеци. Меѓутоа, орото на смртта јануари го води и поради премногу храна и холестерол. Па статистиката изгледа вака. Во 2018-та бројот на починати во однос на претходната година е намален за 2,9% и изнесува 19.727 лица. 52,4% биле мажи или 10.339. Просечната возраст на смртта кај мажите е 71,1, а кај жените 75,7 години. Но ризикот е кај васкуларните проблеми, дури 53,9% починале од холестерол, што значи повеќе веселба да, но помалку храна и повеќе активност исто така да. Креветите за овие празници оставете ги да се одморат од вас.